Вчерашната расправа за генералниот урбанистички план од градоначалниците и експертите околу просторното планирање на Скопје беше обид градоначалникот Коце Трајановски да се измие од одговорноста за кршењето на процедурите во носењето на генералниот урбанистички план за Скопје. Имено, Коце Трајановски директно го прекрши законот кога наместо нацрт ГУП-от, усвоен од советниците на град Скопје, поднесе друга верзија на планот до Агенцијата за просторно планирање, а сосема трета на стручната расправа. Изјавата на професорот Токарев од Агенцијата дека се работи за технички пропуст во регулативата е само невешт обид да се покрие одговорноста на градоначалникот Трајановски, кој брутално го прекршува законот претворајќи го новиот ГУП во фалсификат. Законот јасно пропишува дека целосната одговорност за ваквиот обид за манипулација е кај градоначалникот. Укажуваме дека нацрт верзијата, верификувана од советниците, е единствената официјална верзија која смее да оди на стручна расправа и на ревизија. А дури потоа, ако забелешките бидат прифатени од советниците, таа може да стане официјална нова предлог верзија. Ваквите постапки на Коце Трајановски не само што придонесуваат да се создаде неред во планирањето, туку се незаконски и недозволиви. Во обид да го донесе генералниот урбанистички план во текот на својот мандат, Коце Трајановски е спремен на кардинални прекршувања на процедурата и законот, па дури и на фалсификати. Водејќи се од тоа дека целта ги оправдува средствата, скопскиот градоначалник е спремен да ги манипулира и советниците, и експертите, и останатите градоначалници, па дури и целата јавност, дека фалсификатот кој го подготвува со прекршување на законот е само мала техничка работа. Станува збор за суштински документ за планирање и развој на главниот град, кој се носи по строго предвидена процедура. Од нему познати мотиви, градоначалникот реши да ги заобиколува процедурите и да тера по своја. Благодарам.